Тина, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник на овие баш какливи теми, да речам. Многу ми е драго што можеме да поразговараме на темите за родителство, средношколци, социјални мрежи, интернет и влијанието на интернетот врз нашите помлади граѓани. Вие сте стручен соработник, психолог во гимназијата Јосип Брос, па сте баш компетентен соговорник на овие теми. Најпрво би сакала да поразговараме дали има разлика во родителството некогаш и сега. Пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата. Многу ми е драго што се актуализираат некои теми кои, како што кажавте, се поприлично сензитивни, допираат до оние најдлабоките делови на личноста и навистина е тешко да се говори за нив, а ние психолозите и тоа како имаме секојдневна пракса, посебно со најмладите, односно конкретно јас со средношколците во институцијата во која работам. Кога станува збор за родителството, споредбено во минатото и сега, ако ги земеме во предвид сите општествени промени, брзиот начин на живот, брзото темпо на живот и се она што не се случува секојдневно, развојот на модерната технологија и слично, слободно можам да кажам дека има разлика во однос на тоа какво било родителството во минатото, какво е сега. Од кој аспект? Факт е дека децата се исти. Децата ги имаат истите потреби, како во биолошка, психолошка, физичка смисла, тука промената е во родителите. Зошто? Затоа што во минатото немало толку достапни информации за тоа како треба да бидеме добри родители. Се тоа се водело инстинктивно, првенствено од мајката, а потоа и од таткото, нормално. Во самиот процес на чување на децата биле вклучени често баби, дедовци и така натаму. Денес имаме малку поинаква состојба. Ретко кој дете од најмлада возраст, за него се грижи бабата или детето. Најчесто децата одат во предучилишни станови, односно во градинки. Понатаму имаме премногу достапни информации за тоа како треба да бидеме добри родители. Односно, што е тоа што нам не прави добри родители? Кои работи треба да ги превземеме? Што создава тоа? Родителите се окупираат со тоа дали се доволно добри во она што го прават. После секоја спроведена одлука, после секој превземен чекор во врска со своето дете, кај родителот се јавува прашањето дали бев доволно добар, дали некаде нешто погрешив. Но и мене ми е драго што родителите се информираат за тоа какви родителски воспитни стилови постојат, како треба да постапат во одредени ситуации. Меѓутоа, никогаш не треба да заборавиме дека теоријата е едно, а праксата е нешто сосема друго. Секое дете се разликува едно од друго. Не постои никаде на светот дете кое што е идентично со некое друго во било која смисла на зборот, затоа што личноста на тоа детенце ја градат многу фактори, првенствено генетиката, социјалната средина, економскиот статус на семејството во кое живее, дали потекнува од урбана, од рурална средина и така натаму. Родителот секогаш треба да гледа да балансира. Ниту да биде премногу попустлив, ниту да биде премногу строг, односно она што знаеме да го наречеме златна средина. Да, ќе ти укажам на одредено правилно на однесување, да, од тебе ќе поставам одредени барања, но секогаш ќе ти дадам конкретен одговор. Кога детето ќе праша, зошто се бара тоа од мене, родителот треба најдобро е да даде одредено објаснување, односно никогаш не смее да се дозволи да рече затоа што јас така ти велам или затоа што така мора или затоа што така наредувам и слично. Сите тие механизми се сосема спротивни и делуваат во крајности. Резултатот на тоа е да имаме деца кои што најчесто може да покажат без агресија, затоа што си ја таложат таа лутина во себе, бидејќи и ним не им се допаѓа односот кој што го имаат од своите родители. Тука да сме на чисто, тоа не значи дека родителот не го сака своето дете, туку едноставно во процесот на родителство избрал еден одреден начин како да постапува. Тоа е во однос на родителските воспитни стилови. Турбулентното време ни наметна една друга потреба. Родителот постојано да се бори на детето да му обезбеди подобро утре во некоја финансиска смисла. Па што се случува? Родителот гледа да му ја купи најскапата играчка, да му ја обезбеди најдобрата игротека. Во последно време се појавуваат едукативни центри кои што функционираат после работното време на родителите. Зошто? Затоа што родителот во трка за тоа подобро утре се помалку време и внимание му посветува на своето дете, а се повеќе го остава со некои луксузни или скапи работи. Не е важно на детето да му се обезбеди нешто во финансиска смисла,
смисла. Факт е дека финансиите се неопходни за да можеме да обезбедиме еден пристоен и нормален живот. Меѓутоа, на детето му е потребна грижа, нега и внимание. Да си помине време со родителот, да го поминува своето слободно време со активности кои што игра, да речеме, заедно со родителот. Понатамо, родителот да му чита приказни. Еве, да разгледаме примери кои ги имаме секој од нас околу себе. Колку често слушаме дека родителот му чита приказна пред спиење на своето дете. Сосема спротивно. Ке му купи таблет, ке му го даде мобилниот телефон и добиваме дечиња кои што се навлечени на еден процес на екранизација. Па гледаат различни бои, слушаат различни содржини, па од тука произлегуваат ред други проблеми во иднина. Да речеме, имаме потешкоти децата да го совладаат мајчиниот јазик, многу повеќе го совладуваат, да речеме, англискиот, затоа што повеќе време поминуваат гледајќи содржини на YouTube апликацијата. Имаме деца кои што кога ќе дојдат на училиште има поприлично здодевно, затоа што не се научени да читаат од книги или да им се чита од книги, туку се научени на еден екран на кој што гледаат многу примамливи бои и слично. Следната потешкотија или следната разлика, кога ќе направиме една споредба минато сегашност, би рекла дека е тоа што мас-медиумите, целата таа достапност на информации, киднапирани деца, негативно влијание на вакцини и така натаму, колку што има добри страни, има и негативни. Зошто? Се продуцираат родители кои живеат во постојан страх. Дали ќе му се случи нешто на моето дете? Дали можам нешто да превземам? Добиваме деца кои што се чувани, заштитени под стаклено звоно. Тие деца во иднина ќе имаат голем проблем и потешкотија. Од кој аспект? Ќе се соочат со тешкотија во прифаќањето на нешто што е негативно. Да речеме, научени се дека се заштитени од секоја една работа, па во иднина кога ќе се соочат дека нешто не можат да имаат во животот, навистина ќе се соочат со еден проблем кој значи прифаќање на реалноста, бидејќи тие деца биле научени да живеат оптимално, максимално позитивно и понатаму имаат едноставно проблем со прифаќање на она што значи бумеранг од реалноста. И последната точка која би ја обработила, која исто така сметам дека е навистина важна, родителот е родител. Не може родителот да биде другар на своето дете. Може да има одредена близина, односно можеме да споделуваме информации, но родителот секогаш ќе биде оној кој ќе ги поставува правилата на однесување. Родителот ќе биде оној со кој детето се идентификува. Децата од најмала возраст, да речеме некаде од 4 до 6 години, многу повеќе гледаат што родителите прават, отколку што слушаат што зборуваат. Тука е клучно да се знае кој е во домот родител, а кој е дете. Да, близината може да постои, меѓутоа секогаш родителот да биде тој кој хиерархиски ќе биде на едно повисоко ниво и кој ќе ги поставува сите граници кои е неопходно да се почитуваат, да го научи детето дека и тогаш кога ќе ја помине границата може да биде казнето. Од друга страна пак да го научи детето дека тогаш кога ќе постигне одреден успех може да биде наградено. Да го мотивира по пат на позитивен или негативен принцип на подкрепување, да му понуди одредена работа која што детето ја сака, му се допаѓа, за да го поттикне тогаш кога гледа дека кај детето нема мотивација. Се тоа природни процеси. Меѓутоа, неопходно е родителите да се постават како родители и едноставно тие правила и норми на функционирање да се почитуваат. Во минатото се знаеше точно која е глава на семејството, каде се родителите, каде се децата. Во денешно време некако како да се променија тие работи и за тоа и сметам како психолог дека родителите е неопходно да се едуцираат, па можеби и сите релевантни министерства, конкретно Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјала, зборувам од аспект на градинки или основни и средни училишта, да ги инволвираат родителите во сите процеси, да им обезбедуваат едукација и работилници, бидејќи само тогаш кога инвестираме во добро родителство, ние инвестираме во добри деца, а на тој начин инвестираме и во нашата иднина. Тина, какво е влијанието на социјалните мрежи врз младите луѓе? Видете, факт е дека социјалните мрежи ги користиме сите. Само што разликата меѓу возрастните и помладите личности е тоа што возрастните знаат да постават граница до каде може да одат во процесот на нивно користење. Младите некако многу лесно може да навлезат во таа пајакова мрежа на навлекување на социјалните медиуми и едноставно да немаат контрола до каде одат во споделување конкретно на своји приватни информации. Јас би рекла првенствено би ја потенцирала и позитивната
големата улога на користењето на социјалните медиуми и самиот интернет воопшто, затоа што конкретно младите личности може да дојдат до многу информации кои им се потребни, неопходни за многу вкус временски период. Од друга страна пак, можат многу брзо да спроведат одредени работи кои се бараат, да речеме, на училиште, од нив и така натаму, да се спроведуваат анкети и слично. Значи, со заштеда на време, со заштеда на финансии, можеме да дојдеме до многу корисни информации, доколку разумно ги користиме сите тие социјални медиуми и мрежи. Меѓутоа, од друга страна пак, го имаме прашањето зошто се користат социјалните медиуми, од каде таа толку голема навлеченост на младите кон социјалните медиуми. И јас би рекла, првенствено во позадина стои мотивот на љубопитност. Во психологијата, социјалниот мотив на љубопитност е нешто што го поседуваме сите како личности, но сите ние се разликуваме во поглед на тоа колку истиот умееме да го контролираме. Што тоа значи? Младите ја отвараат социјалната мрежа на некоја личност за да видат што таа личност прави, каде се движи, каде го поминува своето слободно време и така натаму. Понатаму, потребата да се истакнат себе си во што е можно попозитивно светло, социјално, емоционално, успешно и така натаму. Се користат социјалните мрежи како надпревар меѓу младите. Кој ќе има подобар изглед, меѓутоа тука секогаш има голем ризик и јас тоа секогаш го потенцирам. Животот на социјална мрежа не е нашиот реален живот. Факт е дека најголем дел од корисниците на социјалните мрежи употребуваат одредени апликации кои што не ја прикажуваат нивната реална првенствено физичка состојба и нивниот физички изглед. На крајот на криштата споделуваме на социјални мрежи најчесто тогаш кога ни е убаво и споделуваме тоа што сакаме. Нашиот живот не се состои само од убави моменти. Тука се создава една лажна перцепција кај младите. Од тука произлегуваат последиците. Нив би сакала највеќе да ги потенцирам, затоа и го започнав прашањето конкретно со одговорот зошто се користат. Сега, од сите вакви споредби, од тој мотив на љубопитност, се појавуваат споредбени анализи. Па имате една млада личност која што го гледа профилот на некое друго лице и си вели, мојот живот не е толку вреден. Јас не живеам вака квалитетно. Што можам да направам за тоа да се смени? Па од тука произлегуваат проблеми со родителите. Не си ми овозможил, не си ми обезбедил нешто во животот и така натаму. Затоа и треба да се работи со младите личности, конкретно на реалната слика за животот, на тоа дека животот на социјални медиуми не е нашиот реален живот. Понатаму, оттуѓување. Што се случува? Не се случува дека и младите личности, посебно крај на пубертет, почеток на адолесценција, се појават одредени потешкоти од воспоставување на директен контакт лице в лице. Зошто? Затоа што се научени да титкаат на мобилните телефони, да пишуваат на тастатура на компјутер и потоа кога ќе треба да воспостават еден директен контакт со некоја друга личност, има многу тешко да ја погледнат во очи, да ја се насмевнат. Факт е дека не може емотиконата на социјалната мрежа да биде иста со прегратката, со бакнежот, дали е тоа од пријател, дали е тоа од семејството и така натаму. Некако кога да го изгубивме контактот со реалноста и тоа е еден генерален проблем на кој треба да се обрне внимание и некоја завршна, да кажам, можеби и најголема последица е депресијата која се јавува како состојба психолошка, тешка психолошка состојба, тогаш кога младата личност конкретно смета дека незиниот живот не е доволно вреден, дека не направила, не постигнала ништо во животот, наместо да најде мотивација, кога веќе така размислува и нешто да промени, многу полесно е да се затвори во 4 зида и да едноставно има одредено негативно расположение, негативни емоции и на крајот на криштата нарушена слика за себе. Што најчесто ги советувате таквите личности кои што произлегуваат со такви проблеми? Оние личности кои што ги имаат таквите проблематики, секогаш е многу подобро да се најде начин да се извлечат на, што се вели, во надворешната средина или на терен, да го користат што е можно помалку мобилниот телефон. Да речеме на училиште, кога ќе дојдат ученици со такви проблеми, секогаш гледам да ги вклучам во некои проекти
проекти, во некои дополнителни активности. Во моето училиште конкретно, во Јосип Брз, ние за време на часовите го имаме решено проблемот со екранизацијата, односно со користењето на мобилните телефони со едни джекчиња, во кои што секој ученик си го става својот мобилен телефон пред почетокот на часот. За време на часот невозможна е нивната примена, за да им се овозможи на учениците да можат да ја следат наставата, барем тоа време, тие 5 до 6 часа, кои ги поминуваат во училиштето, да не бидат навлечени на мобилен телефон. При тоа тука не се работи за нешто што значи забрана, тука се работи за нешто што значи практично делување, за да учениците се научат дека, или младите личности, да се научат и практично да видат дека навистина можат да функционираат без мобилен телефон. И сега надвор од училиштето, кога треба да се посоветува, секогаш, да речеме физичката активност, спортувањето, пешачењето на кеј, да се напие кафе со некој пријател и така натаму, да се согледа малку повеќе на дворешната средина, затоа што многу е лесно човек да се затвори во 4 зида и да седи само со телефонот. Тогаш голем ризик постои да имаме навлекување на екранизација и да имаме живот во еден нереален и ирационален свет. Што се разликуваат средношколските денови еве во ваше време и средношколските денови денес? Која е разликата, клучната разлика помеѓу тие две времења, пошто знаеме дека дефинитивно има голема разлика? Јас сум можеби една од последните генерации која што имаше малку помало присуство на мобилни телефони, на социјални мрежи. Постоја и тогаш, меѓутоа имавме мобилни телефони во периодот на моите средношколски денови, меѓутоа не бевме толку лесно достапни. Телефоните не служеа за да пратиме по некоја SMS порака, за да се слушнеме по потреба и така натаму. Многу малку имаше достапни социјални апликации, односно социјални мрежи. Имавме многу поголема дружба. Кога ќе дојдеше период на време на викенд, се договаравме каде да излеземе, што да правиме за време на викендот, после часовите, да се напиеме кафе, да посетиме некоја театарска представа. Ја завршив во средно медицинско училиште. Би го напоменала и тој момент, таму многу се почитуваше носењето на униформа, затоа што подготовката за таа здравствена работа многу значеше да ја искусиме и во текот на тие 4 години додека сме средношколци. Начинот на облекување, кодексот, например, во тоа време не смеевме да влеземе на училиште доколку не сме пристојно облечени. Во денешно време некако како учениците да го заборавија и тоа почитување на некои основни правила и принципи на функционирање, почита кон наставниот кадар, кон професорите, кон класните раководители. Мислам дека како поминува времето, се повеќе се намалува и навистина мислам дека е неопходно да работиме на развивање на свеста кај младите личности дека во иднина која професија и да ја работат, тие е неопходно да поминат што се вели низ рацете на просветниот кадар. Просветниот кадар, можеби образованието е стожерот на секое едно општество. Неопходно е да се почитува. Тоа се некои клучни разлики кои што сметам дека навистина треба сите активно да се вклучиме. И целокупното општество, и родителите, и младите личности за да ги промениме за развивање на свеста кај учениците. Би сакала тука да ја спомнеме и разликата помеѓу односот професор-ученик. Времето тогаш и времето денес. Ова што пред малку го споменав, имаше многу поголемо почитување. Учениците си ги знаеа многу повеќе своите опврски. Одеа на училиште за да учат. Одеа на училиште, одевме на училиште за стекнување на знаења, а не за добивање на оцени. Сметам дека тоа во денешно време е променето, зошто имам впечаток дека учениците се повеќе ни доаѓаат на училиште за да добијат што е можно повисока оцена, без да размислуваат кој е тоа знаење што ќе им остане во долготрајната меморија и што ќе можат да го користат и во иднина. Некако самиот однос на ученикот и наставникот се темели на сите овие работи кои што ги спомена. Неопходно е учениците да си ги знаат своите права, да си ги знаат своите одговорности. Меѓутоа е неопходно и да почитуваат одредени граници на функционирање, да знаат до каде може да одат во целиот тој процес на образование. Иако сметам дека навистина, да не бидам погрешно разбрана, јас сум секојдневно со учениците,
младината ни е прекрасна, меѓутоа факт е дека живееме во едно турбулентно време во кое сите заеднички треба да смогнеме сили да им помогнеме, посебно на адолесцентите и на децата во период на пубертет, бидејќи се тоа најсензитивните години. За крај би сакала да ми спомнеш кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат средношколците во денешно време. Најчестите проблеми можеби се намалување, да речеме, на успехот во учењето, кој потекнува токму од оваа проблематика која зборувавме досега. Да речеме, ученикот се иде на час. Постојано му е умот во тоа што се случува на социјалните мрежи, што е тоа што го пропушта, играат мрежни игри и така натаму. Немаме концентрација, имаме пат на вниманието, имаме дефокус на вниманието, имаме одредени проблеми кои што ги оневозможуваат психолошките процеси на помнење, на учење, на разбирање. Едноставно мозоците на младите личности им се наоѓаат како во стеги и не можат оптимално да функционираат. Понатаму би го споменала булингот, односно меѓуврсничкото насилство како еден проблем на денешницата со кој се соочуваме. Конкретно во пракса навистина многу работиме на превенција на истото, затоа што секогаш се водиме по правило подобро да се спречи отколку во иднина да се лекува. Соработуваме со многу институции, да речеме со Министерството за внатрешни работи, со одделот за малолетничка деликвенција, затоа што е неопходно на младите личности да им се укаже на кој начин треба да постапуваат, да ја развиваме толеранцијата, да ги почитуваме различностите, да работиме на развој на самоконтрола кај младите личности, да умеат да избројат до 10, некогаш и до 100 ако има потреба, затоа што годините во кои се наоѓаат младите личности се години во кои, што се вели, хормоните вријат. Неопходно е да знаат како да постават една емоционална контрола. Тоа се генерално проблемите со кои се соочуваат, не би навлегувала во она што значи емоционална потешкотија, градење на одбрамбени механизми, тоа се малку посензитивни теми со кои секогаш разговорите кои ги водиме со младите личности се одвиваат во 4 ѕида. Мене ми е многу важно и многу сум среќна како психолог што некако го надминавме размислување дека одењето на психолог е табу тема. Секогаш го потенцирам истото, како што се грижиме за нашето физичко здравје, неопходно е да се грижиме и за нашето ментално здравје, бидејќи има потреба од грижа и од нежност. Секогаш пред да заспиеме, неопходно е да работиме со самите себе. Зошто велам пред да заспиеме? Тогаш кога остануваме сами, тогаш кога ќе се изгаснат сите светла и тогаш кога ние можеме да се фокусираме на тоа што го направивме во текот на денот, да се преиспитаме каде погрешив, каде утре можам да бидам подобар. На тој начин се овозможуваме на самите себе да имаме една реална слика за себе и да се заштитиме од било какви негативни последици во психолошка смисла. Се ова што го наведов, доколку не се третира и доколку не се превенира навремено, може да доведе до појава на агресија, може да доведе до појава на одредени асоцијални и антисоцијални појави, бидејќи сите негативни последици кои што една млада личност ги собира во себе, се таложат и доколку не се ослободат, доколку детето не најде еден одбрамбен механизам како истите да ги ослободи, дефинитивно ќе дојде до проблеми и до потешкотија. Тина, ти благодарам на овој разговор. Се надевам дека ќе допремам до многу луѓе со вашите совети, со вашите размислувања. Ви благодарам уште еднаш што прифативте да бидете наш соговорник. Благодарам на поканата.